Почитуван ректор на Универзитетот Гоце Делчев Штип, господин Боев, почитувани представници на владата на Република Македонија, почитувани студенти, почитувани присутни. Чест ми е да ви посакам добре дојде во Музеот на Македонија. Со големо задоволство можеме да констатираме дека со манифестацијата, односно проектот "Не е шега, дискриминација и цензура", кој ќе се реализира во просториите на музеот во време трајање од 10 дена, конечно, на заедничка радост се операционализира соработката помеѓу нашите две институции, Музеот на Македонија и Универзитетот Гоце Делчев Штип. И тоа токму на Великден, кој го слават припадниците на католичката вероисповест, на кои во оваа пригода им го честитам. Меѓутоа да не забораваме, денес е и 1 април, денот на шегата. Мојата улога вечер, па и за време на манифестацијата, ја гледам како личност која од секогаш се залагала за менталната хигиена на човекот, изразена преку шегувањето и слободниот збор. Би сакал искрено да им се заблагодарам на иницијативата за оваа соработка на колегата доктор Гоце Наумов и продеканката на Ликовната академија при УГД Штип, доктор Јана Јакимовска, кои се автори на целата манифестација и иницијатори на целата соработка. Бидејќи сме денес 1 април, јас се потрудив да бидам соодветно облечен како за овој празник, така да сега се маскира во интелектуалец. Црна боја, ролка, и верувам дека ќе бидам доволно интересен за сите останати што се маскирани денеска. Меѓу другото, иако сум овако облечен, дефинитивно не сум вработен во новата телевизија 1, ниту имам било какви врски со вработените. Јас сум вработен во овој музеј и можеби е чудно зашто оваков еден музеј кој е насочен етнологија, историја и историја на уметност, всушност обработува или изложува една тема која наводно е невообичаена за оваков контекст. Меѓутоа, ако го видите музеот од една друга перспектива, и ако се качите горе, не сега вечера, бидејќи вечера треба тука да дојдете, меѓутоа во текот на наредната недела доколку ходите горе, ќе видите всушност дека голем дел од работите кои се изложени им припаѓаат на луѓе кои биле дискриминирани. Дали се по етничка, по национална, по професионална линија, сите тие биле на некој начин ставени на страна за да потоцно преку своите обреди или преку носијата го истакнат она што го имаат како идентитет, токму заради тоа што биле на некој начин и дискриминирани. Ние секако кога размислуваме за овако вид на теми, сметаме дека тоа се теми кои треба интелектуалци да ги обработуваат, меѓутоа бидејќи музеите и оваквите институции се третираат прилично конзервативно, како нешто за стара, нешто се занимава со стари култури, и затоа сметаме дека не треба да се занимаваат истражувачите со овие теми, меѓутоа од друга страна, како што спомнав, голем дел од предметите и облеката која е горе изложена, богами и одредени личности кои се представени горе, се дел од она што е дискриминација и цензура во 19 и 20 век. Меѓутоа ние сакаме да бидеме малце современи, интелектуалци, писам во наводници сега го користам збор, кои се бават со современи теми, па решивме малце и со оваа тема на цензура и дискриминација се занимаваме и преку изложбата што Јана ја иницираше и ја имаше веќе претходно, и сега се договоривме да ја има и во овој environment како што е Музеј на Македонија, така да верувам дека Јана многу повеќе каже и за самата изложба, но и за целиот настан. Во секој случај ви се заблагодарувам на сите што сте тука вечерва, особено бидејќи секоја недела е ден кој што е во кај што најбитен е семејниот ручек и неколку пута пуштени машини, а особено недела како 1 април дополнително, сигурно е ден во кој што повеќето луѓе би одбрале да бидат на некои повесели и пошарени и по карневалски локации, а ние денеска, иако малку се шегуваме во воведот, започнуваме низа од настани кои што ќе траат 10 дена и кои што се занимаваат со една малку поозбилна тема, која што и не е за шегување, и оттаму и насловот на манифестацијата "Не е шега, дискриминација и цензура". Концептот започна со соработка со правниот факултет при УГД Штип, на покана на Ана Никодиновска, која што е
исто така присутна овде и која што со своите студенти на правниот факултет организира активности на овие теми. Во еден момент не покани нас како академија да се вклучиме во некаква соработка. И сега јас тука само иницијативно решив дека не би било најумно таа соработка да се прави со она на што сме навикнати да ги гледаме нашите студенти, а тоа се класичните изразни средства, класичните медиуми во кои што тие се изразуваат, нели, цртеж, слика, скулптура. Намерно решив тоа да го одбегнам, бидејќи уметноста не нужно секогаш мора да носи порака. Тоа е веќе избор на секој автор. Исто така, класичната уметност е толку слоевита и во принцип може да комуницира или да не комуницира, или да комуницира на различни начини со различни луѓе, и тоа е впрочем и нејзината убавина. А плакатот, кој што секако има естетски вредности и критериуми, тоа е пред се пропагандно средство. Значи средство преку кое што најлесно и најјасно можеме да пренесеме порака и да го направиме тоа недвосмислено, доколку така сакаме. И од тој аспект мислев дека е добро да пробаме да се изразиме на таков начин. Плакативе се настанати во една така интересна соработка со студентите од Ликовна академија од двете насоки, класично сликарство и вајарство. Тука ќе видите и некои мои примери, затоа што во целиот тој процес јас кога им објаснував како сметам дека треба да размислуваме, направив некои сликовити примери и намерно се ставени тука затоа што сакав да видите колку е убаво кога студентите ќе го надминат професорот во нивните решенија. И само за крај да спомнам дека борбата против дискриминација и цензура никогаш не треба да престане. Секогаш постои опасност дека овие замки можат да се појават таму и каде што не ги очекуваме. Затоа треба секогаш да сме будни и секогаш да размислуваме на овие теми. Таа борба треба да биде секогаш силна, сликовита и недвосмислена, какви што мислам дека се плакатите изложени тука. Почитуван директор на Музеот на Македонија. Јас подано не сум бил во овој објект овдека и мислам дека со право го носи името Музеј на Македонија и се надевам дека внатре тоа што се наоѓа добро ја представува и ја прикажува Македонија. Денеска имате чест да видите нешто од нашиот универзитет. Може би не знаете многу за него. Тоа е еден од поголемите универзитети во Република Македонија. Втор по својата големина, 15 факултети има во својот состав, 600 вработени има преку 12.000 активни студенти. Членката која денес се представува овдека преку нашите луѓе кои се присутни овдека, тоа е Ликовната академија, една од најмалите, меѓутоа тоа не значи најнезначајната. Значи можеби најважната работа во универзитетот се оние факултети кои се занимаваат со уметност, а тоа е Ликовната академија, Музичката академија и Филмската академија, кои се скромни по својата големина, меѓутоа по својот уметнички израз веројатно релативно големи. Јас и оваа неделна вечер е најдобро време да дојдам на оваа манифестација и ако одам на сите факултети, без исклучок дали станува збор за помал или поголем факултет, меѓутоа сепак давам должно внимание на тоа дека тоа е дел од нас и мислам дека доволно добро не представува. Имајте предвид дека Универзитетот Гоце Делчев во Штип е најотворената универзитетска структура во државата воопшто што постои. Може би нескромно што јас го кажувам тоа, меѓутоа бидете убедени дека е така. Може би низ примерот на некои луѓе, може би низ примерот на колегата Гоце Наумов кој е овдека, кој најде место на таа установа, може би насловот е некаква дискриминација. Може би во времето, може би кога некој сметал дека има некаква дискриминација, кога него немаше никаква дискриминација, мислам дека тоа слободно може да го каже дека со моје лично видување со него само со едно видување и след друга работа беше завршена. Јас ви благодарам на присуствието и мислам дека добро ќе се поминете вечер. Благодарам.